Не постои земја од регионот која директно или индиректно не е спомената во милионите документи за осудениот сексуален престапник Џефри Епстин, кој неодамна ги објави Американското министерство за правда. Најзасегнати се македонските граѓани. Во фокус на интересот на јавноста се информациите дека примероци од мозоци на починати пациенти биле транспортирани во САД за научно-истражувачки цели. Обвинителството веќе оформи предмет за овој случај по допрен глас. Се истражува која била целта и дали биле запазени законските процедури, дали постапката била изведена етички, односно дали била добиена согласност од семејствата. Според Министерството за здравство, во тој период согласноста од семејствата е обврзувачка. Бирото за лекови било последната алка во синџирот, кој требало да потврди дека примероците се изнесуваат за научни истражувања. Одиме во Србија. Оваа земја се споменува во документите за Епстин околу објектот на Петата авенија во Њујорк, кој порано и припаѓал на поранешна Југославија. Епстин сакал да го купи објектот. Цената на Титовата вила во 2017 и 2018 била околу $50 милиони, но планот не се реализирал. Таа била продадена на друг сопственик 4 години потоа, односно во 2022 година. Добре дојдовте во Париз. Принцезата од Тајланд ќе биде во Њујорк во Обединетите нации со председателот на Косово. Таа би сакала да се сретне со вас ако имате време оваа недела. Ова е содржината на имејл пратен до Епстин од извесен Даниел во 2012 година. Од тука дел од косовските медиуми ја извлекоа поврзаноста со Епстин на Атифета Јахјага, поранешната председателка на Косово која беше на оваа функција во 2012 година, од кога датира имејлот. Јахјага ги демантираше ваквите наводи, прецизирајќи дека се споменува само председател на Косово, а не и незиното име. Комуникација на Епстин со поранешниот шеф на словачката дипломатија Мирослав Лајчак за евентуална средба со екс-црногорскиот председател е контекстот во кој се споменува Црна Гора. Лајчак поради ова поднесе оставка од позицијата советник на актуелниот словачки премиер Фицо и разнишен му е почесниот докторат на еден од црногорските универзитети. Ѓукановиќ изјави дека не го познава Епстин и дека немал директна комуникација со него. Највпечатлив случај кога е спомената Албанија е оној со Торбјорн Јагланд, екс-генерален секретар на ОПСЕ и премиер на Норвешка. Јагланд ја посетил Тирана и во мејл во 2012 година го информира Епстин за средби со исклучителни девојки во Албанија. Името на Сана Алајмовиќ ја поврзува Босна и Херцеговина со досиејата на Епстин. Таа се појавува во фајловите во имејл комуникација со сексуалниот престапник. Наводно, во еден имејл, Алајмовиќ го информира Епстин за девојки на возраст од 23 до 28 години кои ќе присуствуваат на одреден настан. Во изјава за босанските медиуми, Алајмовиќ вели дека комуникацијата со Епстин била во рамки на незините професионални ангажмани како PR и проект менаџер.